Иницијативата за прогласување на Осоговските планини за заштитено подрачје влегува во завршна фаза. Владата на последната седница го прифатила предлогот што го доставило Министерството за животна средина. Тоа значи дека со одлуката што ќе треба да влезе во сила, поголем дел од територијата што ја зафаќа најголемиот планински терен во источниот дел од државата ќе стане заштитено подрачје од 5-та категорија, односно заштитен предел. На пресконференција, министерот за животна средина Насер Нуредини информираше дека истовремено со иницијативата за Осоговијата прифатен е и предлогот Шар планина да стане нов национален парк. За прогласување на овие подрачја како што ќе ги исполниме националните и стратешки цели и меѓународни обврски за заштита на природата, односно пределската разновидност и биодиверзитет, исто така ќе има бенефити државата, а особено ќе имаат корист општините кои ќе опфаќаат делови од заштитеното подрачје и локално население. Со финализација на овој процес ќе се зголемат можностите за прекогранична соработка со соседните земји, особено од аспект на фактот дека Шар планина ќе стане еден од најголемите национални паркови во Европа, истовремено заштита на овие подрачја, што значи напредок и исполнување на врските кон ЕУ директивите. Според министерот Нуредини, со прифаќањето на предлогот и влегувањето во сила на владината одлука, ќе има повеќе придобивки што ги носи заштитеното подрачје во однос на земјоделството, шумарството и сточарството. Важно е да се напомене дека соодветното управување со заштитените подрачја значи користење на огромниот потенцијал за развој на локалната економија. Тоа подразбира заштита и зачувување одржливо користење на природните вредности, заживување на селата во и околу заштитеното подрачје преку развој на екотуризмот, традиционалното земјоделие и овчарството. На пресконференцијата, министерот Нуредини додаде дека согласно законската процедура за прогласување на заштитени подрачја, во предстојниот период ќе бидат спроведени јавни расправи по предлозите со локалното население, како и со сите засегнати страни. По усогласувањето на мислењата и забелешките, ќе бидат изготвени конечни предлози за прогласување на овие локации, што потоа повторно ќе бидат доставени до владата за усвојување. Инаку, на прогласувањето на Осоговските планини за заштитено подрачје му претходеше иницијатива и проект кој се работеше неколку години, а чиј носител беше Македонското еколошко друштво. Проектот се реализираше во рамки на втората фаза од програмата за зачувување на природата во Македонија со поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка.